утро и од мене и добро дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашање и одговори со Јосиф. Ни доаѓа од Елеонора и прашува како можам со храна и начин на живот да си помогнам со константен низок притисок. Елеонора, за разлика од повеќето од глобалната популација која што можеби најчесто се мачи со висок крвен притисок и со проблемот број 1 во човештво со предизвикување и на смртност, се тоа кардиоваскуларните проблеми, има и еден мал дел на таа популација кој што се мачи со обратен момент, а тоа е нискиот крвен притисок. Ова јас го имам искусувано и го имам како пример во мојата фамилија. Мојата сестра и татко цел живот имале низок крвен притисок и се справувале со тоа. Иако на еден начин можеби е подобро да имаш низок крвен притисок за разлика од висок крвен притисок, на друг начин може да ти посметува и пореметува во секојдневните дневни обврски. И начини како можеш да се справиш е со тоа што можеби за разлика од луѓето кои што имаат висок крвен притисок и општо препораките да не се внесува многу сол, кај луѓето кои што се мачат можеби со низок крвен притисок, препорачливо е да се внесува повеќе сол во исхраната, препорачливо е да се имаат доста зачестени оброци кои што ќе го поттикнат метаболизмот да обработува повеќе храна, препорачливо е да се пие повеќе вода и за разлика од препораките на Светска здравствена организација кои што велат на 25 килограми телесна маса доаѓа литар вода, можеш да одиш над тоа, можеш да зголемиш конзумација на зелен чај, црн чај, кафе кои што поттикнуваат повисок крвен притисок. Исто така можеш да зголемиш физичка активност и исто една препорака има од докторите кои што велат дека носење на еластични, односно чорапи кои што ќе ти го заземат делот до колената и ќе стимулираат поголем притисок на нозете, може да помогнат во справувањето со низок крвен притисок. Така да, тоа се моите препораки кои што јас би те советувал да ги направиш.